Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Сабота битолчани ќе протестираат за изградбата на регионалната депонија во Новаци, каде што и Прилеп ќе треба да го депонира отпадот. Советот на општина Прилеп петок ќе одржи седница, ќе стане збор за годишната сметка на буџетот на општина Прилеп за 2024 година. Од утре ќе се ставаат мамци во канализациониот систем и депонијата Алинци за уништување на водарите. 80 години Црвен крст ќе биде одбележан и во Прилеп со пригодна свечаност што ќе се одржи утре 12 март во градската библиотека Борка Талески. Времето денеска топло, но облачно. Температурата во Прилеп изнесуваше 20 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизавета Филиповска. Советот на општина Прилеп ја најави 57-та седница која што ќе се одржи во петок. Предлог годишната сметка на буџетот на општина Прилеп за 2024 година и годишниот извештај на општината, како и одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на општина Прилеп за 2025 година ќе бидат првите точки од дневниот ред. Протест на битолчани за изградба на регионалната депонија во Новаци, на кој 80 општини треба да одлагаат отпад, меѓу кои и Прилеп. Протестот ќе се одржи в сабота. Изградбата на регионалната депонија во Новаци, во кој отпад ќе треба да депонира и Прилеп, повторно е на стаклени нозе. Битолчани в сабота најавуваат протест против изградбата на Центарот за справување со отпад на територијата на општина Прилеп, а битолските советници одржаа и вонредна седница на Советот, побараа да се спроведи референдум во општина Битола, дали битолчани прифаќаат изградба на современ центар за спроведување со отпад на територијата на општина Новаци, каде се предвидува ѓубрето да го одлагаат 18 општини од југозападниот регион: Новаци, Битола, Прилеп, Крушево, Долнени, Могила, Кривогаштани, Битола, Демирхиса, Ресен, Охрид, Струга, Кичево, Дебар, Пласница, Центар Жупа, Вевчани, Дебарца и Македонски Брод. Проектот го спроведува Министерството за животна средина, за која што државата се задолжи со заем од Европската банка за обнова и развој. Во моментов, Министерството за животна средина подготвува тендерска документација за избор на изведувач, што се очекува да заврши до 2025 година. Доколку навреме отпочне работата, изградбата на Центарот за управување со отпад во Новаци треба да заврши до крајот на 2027-та. Од утре до 4 април, Центарот за јавно здравје Прилеп ќе спроведе пролетна превентивна систематска дератизација. Дератизацијата ќе се изведува со користење на отровни мамци.
а ќе се третираат подземниот канализационен систем во градот и градската депонија Алинци. Со цел успешно спроведување на дератизацијата, од Центарот за јавно здравје напоменуваат дека строго се забранува преместување и отстранување на мамците и им се препорачува на граѓаните да го оневозможат контактот на домашните животни со мамците. Доколку граѓаните не се придржуваат на мерките од Центарот за јавно здравје, соопштуваат дека се оградуваат од секаква одговорност при појава на несакани последици. Осумдесет години Црвен крст ќе одбележи Црвениот крст и во Прилеп со пригодна свечаност што ќе се одржи утре, 12 март, во градската библиотека Борка Талески. 80 години Црвен крст е во постојана хумана мисија во Македонија, помагајќи им на луѓето на кои помошта им е неопходна. На Академијата, која ќе се одржи утре, 12 март, во градската библиотека Борка Талески, ќе присуствува подпредседателот на Црвениот крст на Македонија, а ќе бидат доделени признанија на општините Прилеп, Кривогаштани и Долдени за успешна соработка во изминатите години. Временска прогноза. Времето денеска топло, но облачно. Температурата во Прилеп изнесуваше 20 степени Целзиусови. Од управата за хидрометеоролошки работи известуваат дека денес попладне и во текот на ноќта ќе има локален пороен дожд и услови за појава на грмежи. Ќе дува умерен до засилен ветар од јужен правец, наместа со брзина над 60 км на час. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, март 2025 година.